Речиси сите капацитети се исполнети во Дојран за празникот Илинден. Најмногу ги има од земјава, но се поголем е бројот на гости од соседна Србија. Ако до лани тие беа транзитни, годинава уживаат и покрај Доранското крајбрежје. Јас сам. Да, како туристичко место, првпат сум овде и ми се допаѓа. Ова што го гледам е навистина убаво. Заиста лепо. Сме чуле за Дојран, но не сме имале шанса да дојдеме. На Гевгелија е многу гужва, па се одлучивме за Дојран да видиме има ли шанси да престојуваме. Ова е природна убавина. Навистина убаво е. Природна лепота. И Лепо. Општинските власти потврдија дека Дојран за Илинден е полн. Преку Центарот за развој на Југоистокот уредуваат простор за нова плажа, но и работат на привлекување на инвеститори за изградба на сместувачки капацитети. Секако дека недостасува за таквите празници место плюс, меѓутоа правиме напори нели со откачувањето на развојот на Дојран, односно со носењето на урбанистичките планови да доведеме плюс инвеститори кои што ќе го зголемат и капацитет, сместувачкиот капацитет, ќе понудат и дополнителни содржини. Веќе е екот на сезоната, исполнети се капацитетите, најмногу гости и посетители имаме претежно од нашата држава, меѓутоа огромен е и незанемарлив бројот на странски туристи, односно српските туристи. Голем проблем за Дојран е немањето доволно хотелско сместувачки капацитети со попратни содржини, но општинските власти компензираат со повеќе културни и забавни програми преку летото. Огромна посетеност се очекува и во месец август, кога општина Дојран планира повеќе забавно-рекреативни содржини за посетителите. Меѓу другото ќе се организира и фестивал на риба и вино, се со цел да бидат понудени традиционалните дојрански рецепти од риба.